Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија, добар ден. 2016 ја оставаме зад нас со два пати одложени и еднаш одржани избори, со политичка криза која очигледно не заврши на 11 декември, со влада во која не знаеме денеска кој е министер за внатрешни работи. Каква година не очекува? Колку време Македонија може да биде без стабилна влада? Кој ќе успее да ги спои коцките на Илинденска без број? Ќе заврши ли конечно кризата која започна по изборите во 2014, а веројатно била подготвувана барем неколку години претходно? Финалето на 2016 во Пулт ќе го направам со професорката Иванка Додовска. Останете на оваа фреквенција. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив, на моје големо задоволство финалето на 2016 со професорката Иванка Додовска. Добре дојдовте во Пулт. Добре ве најдов и многу ми е мило што сум повторно со вас. Додовска, Груевски во 2016 ќе направиме една куса ретроспектива, па ќе ве прашам за вашето видување на оваа година. Груевски се повлече од премиерската функција во јануари, се избра техничка влада, два пати се одложија парламентарни избори, Иванов донесе аболиција за случаите на СЈО, шарината револуција обои половина град. Повторно се подпишуваше пржино, се влезе во официјално предизборие со нова техничка влада со формирање на адхок тело за мониторинг на медиумите и се завршени избори кои донесоа 51 пратеник за ВМРО ДПМН и 49 мандати за Социјалдемократскиот сојуз. Во меѓувреме САД избра републикански председател, а Британија гласаше за Брекзит. Каква беше според вас 2016 година? Па, можна турбулентна би рекла, можна тешка година. И граѓаните на Република Македонија верувам дека ќе се согласат со мене дека навистина целава година речиси да нема некој посебен момент што би можеле да го издвоиме што е во позитива. Имавме навистина голем број на искушенија и предизвици со кои што се соочивме. Дојдовме малтене до работна граѓанска војна и бевме ставени на тест и во однос на зрелост и во однос на, јас тоа неколку пати го кажав веќе, еластичност, во однос на нашата издржливост, колку е сето тоа приемчиво и колку можеме од сето тоа да изведеме нешто кое што нели би требало да значи нормално функционирање. За среќа во целата несреќа сепак не се случи да се скршиме до крај и успеавме да испливаме до некаде, иако процесот се уште трае, а тоа го видовме нели на 11 декември, кога граѓаните на Република Македонија го дадоа своето мислење во однос на јавните политики, во однос на тоа кој сака да ги предводи во наредниот 4-годишен период. На регионално ниво секако цело време стоеше онаа тензија која што постои помеѓу Република Турција и Европска унија. Тука видовме една голема неделотворност на Брисел. Видовме дека прашањата кои што се сериозна закана за глобалниот поредок, како што е секако и хуманитарниот аспект на бегалската и имигрантската криза од Блискиот Исток и наоѓањето решение нели за сузбивање или за спречување на овој огромен бран кој што се закануваше на моменти да ја преплави да го преплави целиот европски континент, се уште сега е во една фаза на стагнација која може да доведе до некаква си помалигна ерупција доколку Европска унија сериозно не се зафати и не го исполни договорот кој што го потпиша со Ердоган. Во овој контекст секако и руското влијание кое што се гледаме дека е се позасилено, особено во регионот на Југоисточна Европа, а ако погледнеме наназад, знаеме дека секаде каде што русинот ставил рака, секаде каде што имало инволвирање на руската надворешна политика, тоа значи нови конфликти, нови војни. Како пример имаме Сирија, можете да погледнете таму што се случува минатите неколку години, сосема ќе ви стане јасно каков начин на демократија исто така применуваат и русите. Се разбира тука американскиот, како да кажам, доминантен момент во светот, значи она што го представува американската надворешна политика, секако дека исто така има големо влијание и вие самите спомнавте доаѓањето на Доналд Трамп е со големи надежи и очекување дека ќе се смени курсот на американската надворешна политика и ќе се влијае на пацифизирање на неколкуте сериозни жаришта во светот, но
да бидеме повнимателни, да сачекаме, да видиме што на вистина ќе направи на дело. Има една година пред себе која што ќе ги покаже првите параметри на неговата политика. Брекзит саме не беше очекуван исто така. Велика Британија по традиција живее во она splendid isolation или она сјајна изолација. Тие секогаш поаѓаат првенствено кон интересите на островот и кон зачувувањето на нивната внатрешна кохезија. Од таму во моменти кога ценеле и во историјата и денес исто дека треба да се игра некоја игра ја играат до таму каде што сметат дека треба, кога ценат дека работите не им одат баш во прилог, тогаш одстапуваат и тоа не ме изненадува. Она што ми е посебно интересно за анализа, додека зборуваме се уште за регионалнава или за така поглобалнава политичка меѓународна сцена, е повторната кандидатура на Ангела Меркел. По мене не многу сјаен европски лидер или лидерка. Значи, исто личност која што си ги истроши своите ресурси и покажа голема, да речам, недостаток на визија за Европа, посебно ако земеме дека Европа не е она што е мултикултурно и мултиетничко живење во Република Македонија, туку тоа Европа е составена од бројни затворени заедници и конзервирани заедници кои што не сакаат промени, кои што се борат за задржување и зачувување на собствените идентитетски особености. Во такви светови, каде што имате голем, да речам, голем економски напредок и добра финансиска состојба, но имате затвореност во однос на општествените движења, лидерка како Меркел, мислам дека само ќе пролонгира кризата, но во моментов тоа е сепак најсериозниот кандидат за кој што се предпоставува дека повторно ќе успее канцеларската. Да, најизвестно е дека ќе успее повторно на есен да добие четврти мандат како канцелар. Ќе видиме колку тоа навистина ќе менува нешто во работите. Видовме дека посебно кога говориме за мигрантската криза, Европската унија покажа, веќе реков, една голема, да речам, едно големо непознавање и неснаодливост. Тие не направија речиси никаков механизам преку кој што ќе можеа да направат некаков план во однос на тоа како ќе се заштитат европските интереси или европската култура, затоа што јас исто така верувам дека на секој човек треба да му се помогне. Не постои поголема доблест од тоа да се пружи рака. Но треба да се биде внимателен кога станува збор за тоа кого примате и на каков начин ќе санирате. Може да се изнедат некои други елементи, како што е пацифизирање на состојбата во Сирија, поголема меѓународна активност контра воените стратешките интереси на Америка и на Русија. И други варијации на тема за кои што можеме само хипотетички да предпоставуваме. Наместо тоа, повикот за влез на сите тие бегалци на европска територија или на територијата на Европска унија оставија простор од ткивото на Европа да биде загрозено од внатре, бидејќи заедниците кои што во голема мера наплисна на европско тло не се инклузивни. Туку се затворени и тие не доаѓаат со намера повеќето од нив и не се во состојба да ги прифатат европските вредности. Туку се разбира во затвореноста на својата психолошка номенклатура се обидува да ги наметнат своите начини на видување кои што се судираат со концептот на либералната демократија. И овие се процеси кои што траат етапно, но се надевам дека нема лошите, оние најстрашни црни сценарија да преовладаат, каде што ќе гледаме World War Z и такви некои сценарија холивудски кои што говорат за сериозната нестабилност и несигурност за безбедноста на граѓаните на европското тло, што е страшно. Многу интересно што Македонија се најде на браникот на оваа мигрантска криза за која зборуваме, одигра една навистина значајна улога во спречувањето на напливот на бегалци преку така наречената балканска рута, но за медиумите во Македонија никогаш мигрантската криза која што ни беше буквално пред врата не стана настан број 1 поради домашните кризи кои што ги имавме на нашата политичка сцена, па можеби никогаш и недоволно длабоко ја изанализиравме состојбата во која што Македонија се наоѓа глобално со бегалците и со кризата во Сирија.
Домашните насловни страници во 2016 постојано ги полнеа домашните проблеми, а тоа беа предизборието, закажувањето и откажувањето на избори и конечно одржаните избори на 11 декември, кои што помена не ја решија политичката криза. Како според вас 11 декември влијае на она што ќе го имаме во 2017? Сосема се согласувам со вас. Вие ги знаете, работите на терен, 24 часа сте преокупирани со оваа тема. Јас се согласувам дека оваа криза не се реши на 11 декември. Истото може дури да се продлабочи доколку наскоро не добиеме влада. Еве денеска очекуваме да се формира Македонското собрание. Од денеска мислам дека за 10 дена најдоцна председателот Иванов има обврска да го предаде мандатот на мандатарот за формирање на идната влада. Си уште се во база на шпекулации како се одвиваат преговорите за постизборната коалиција. Овие избори се специфични по неколку параметри кои што говорат во прилог на ова што го тврдиме. Пред се, овие избори дојдоа како резултат на едно лажно тврдење кое што дефинитивно се потврди дека е лажно и дека представува огромна манипулација код македонските граѓани за нерегуларноста на предвремените парламентарни избори во 2014 година. Се покажа дека тоа воопшто не е така. Никој не сноси одговорност за таа манипулација. Втора работа што се покажа е дека еден феноменолошки момент всушност, значи нешто што од повеќе аспекти може да се разгледува и да се третира, но во едно е сосема јасен, а тоа е огромната излезност на албанскиот електорат покрај толкава шаренолика понуда во албанскиот политички блок, кој што знаеме дека го дадоа гласот за Социјалдемократскиот сојуз. И тоа не е за мене ништо чудно, бидејќи јас исто како и вие сум поборник на граѓанскиот концепт на македонската држава. Но има еден друг момент кој што не може да даде демократско и кредибилно објаснување за тоа како закоравените албански гласачи, како затворените сопруги во домовите, како луѓето кои што апсолутно дури него ни користат и говорат македонскиот јазик во одредени албански средини со доминантно албанско малцинство граѓани на Република Македонија, излегува и толку сигурно го дадоа гласот во толкава бројка. Секако станува збор за некако сценарио, секако станува збор за она што и господинот Сотир Костов го кажа пред известно време, а тоа е американски систем со плик на рака на врата од гласач до гласач. И дефинитивно оваа логистика беше добро изработена и е далеку од капацитетите на опозицијата и на Социјалдемократскиот сојуз. Третиот многу битен момент кој што треба да го водиме сметка е моментот на барањето за прочистување на избирачкиот список. Влезот на Социјалдемократскиот сојуз и на представниците на опозицијата во избирачкиот список значеше клуч кон ова второто за кое што говоревме. Точно се детектира и се изнајдува и по име и по презиме луѓето и практично на овој начин сите буквално до најнискиот слој се ставени во оваа спона која што требаше да означува комплетно рушење на легитимната власт од 2014 година. Секако ако го погледнеме десниот блок, тука ќе видиме исто така и една не само замореност, туку и некако веројатно 10 годишната извршна, значи активност во извршната власт, како да ги малку подзапре владините функционери и партиските челници. И имав чувство за време на сите тие 20 дена дур траеше изборниот циклус дека малтене Никола Груевски сам на плеќи ја води целата кампања, што не е добар показател и говори за тоа. Јас и веќе 2 пати во изминатиот период тоа го изјавив, го апелирав, дека значи таму неопходна потреба од внатрешно реструктурирање во партијата и проветрување на редовите, бидејќи по природа на нештата е сосема нормално да постои замор, да постои малку и безидејност, некои кадри се покажа и како погрешен избор, некои се помалку функционални и така натаму. Иако во сите тие, со сите тие параметри, со 2 и нешто години политичка криза, најпрљава црна валка на кампања. Знаете, многу е лесно да го анализирате, јас баш пред известно време со моите студенти го говорев. Многу е лесно да го анализирате времето, например, кога беше председател Бранко Црвенковски. Зашто мелтени немаше некоја активност. Ајде сега да го анализираме Ѓорги Иванов 2 мандата. Секој практично втор-трет ден има некоја активност или на внатрешен, а на меѓународен план да не говорам.
Истото се однесува и на извршната власт. Се разбирате дека кога имате толкави проекти, кога имате толкави зацртани нечии пределби, кога имате толку планови што сакате да ги реализирате и сакате да се докажете, да покажете дека сте луѓе од збор, нормално дека ќе има и грешки. Но и за сите тие вкупно, повторно владеачката коалиција предводена од ВМРО ДПМН покажа дека ја има, значи, доминацијата. Добро, беше тоа грешка на инженирингот или како ВМРО ДПМН сепак и покрај 2,5 годишната тешка политичка криза, објавување на незаконски прислушувани разговори, формирање на специјално јавно обвинителство кое е повеќе од јасно дека таргетира само една политичка структура во Македонија. И покрај се за што говорите, гласањето на над 70.000 албанци за Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО ДПМН сепак доби предност од два пратеника кои го даваат целосниот легитимитет на ВМРО ДПМН да ја формира следната влада. Знаете како, народот го кажува најгласно тоа што го чувствува интимно преку тивкото гласање, значи тајно гласање за време на изборите. Тоа е факт. ВМРО ДПМН предводен од Никола Груевски од 2003 до денес има и константно го зголемуваше бројот на своји следбеници, симпатизери, приврзаници, за членството да не говорам. Поминаа низ многу голема, да речам, центрифуга во која што требаше одново да се гради партијата, да се создава имиџот, да се работи кога влегува во извршната власт на развојните проекти, така натаму. Секој обичен, нормален граѓанин на Република Македонија има потреби кои што очекува да бидат задоволени. Покрај мирот, просперитетот и стабилноста, тоа е економски развој, можност за вработување, можност за школување, еден нормален човечки живот. Сите тие се гласачите на ВМРО ДПМН. Тука можете да ги видите. Во овој контекст, ќе ви кажам, например, коалицијата ВМРО за Македонија, која што излезе, која што практично направи само штета, и низната улога беше да направи штета, они не можат реално ниту пола пратеник да освојат. И одзема 5 пратенички мандати на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Доколку, например, таа помала коалиција беше искрена, како што и господинот Ламбе Арнаудов се залагаше во предизборието, тогаш ВМРО ДПМН имаше 56 пратеника, кои што беа и реалните прогнози, кои што ги правеа релевантните аналитички истражувачки центри. Тоа не се случи. Од друга страна, имавме крајно непринципиелна политичка битка, тоест повторно рововска битка. Значи, тоа што се случува на митинзите и тоа што се случува со програмите, тоа што се случува со рекламирањето на политичките опции, е ништо во споредба со тоа колку пари влегува во Македонија преку неколку центри, кои што беа искористени и употребени од страна на опозицијата за да нанесат што поголема штета. И на овој начин и оние незадоволните, и оние традиционалните гласачи за левицата, што е сосема легитимно и нормално, и оние кандидати за пратеници во парламентот се ставени во една многу неубава и неудобна ситуација. Дали повеќето знаат, дали не знаат, дали допрва ќе им станува јасно што се случи, тоа исто така ќе покаже времето. Но во секој случај, ова не беше битка која што се водеше на демократски и транспарентен начин. И тука особено повторно говорам за опозицијата. Целите со кои што се употреби сето ова, не беа да се освои власта дури. Беше што поголема штета да се нанесе и што повеќе да се продлабочи кризата. И тука ќе се надоврзам на што второ ме прашавте, а тоа е како тоа ќе се реперкуира во 2017, ќе се реперкуира преку се посилниот притисок за промена на уставното име на Република Македонија. Ќе се реперкуира кон кршењето на кичмата во однос на прашањата кои што се однесуваат на двојазичноста. Ние, например, во 2001 година ги закопавме секирите. Тоа беше еден крвав процес кој што мораше да се оконча со мир. Значи, тој мир беше условен. И ние направивме како македонско граѓанство одстапки кон албанското малцинство. И дури, да ви кажам, и заборавивме на многу работи и продолживме понатаму. Но повторното реактуализирање на овие прашања дефинитивно говорат кон тоа дека не само Македонија, и другите, значи, балкански држави ќе се соочат со проблемот на федерализација и кантонизација и други, значи, состојби кои што ќе треба да го држат балканскиот регион нестабилен или буре барут, но остава простор тука да се има секогаш еден хотспот, еден таргет поинт кој што секогаш ќе се користи во случај да треба да се изместат или да се пратат одредени пораки од надвор, ако извршната власт покаже
покаже цврстина и не сака да разговара или да преговара за прашања кои што влегуваат во прашањата на унитарноста, во прашањата на внатрешниот поредок на државата и ред други прашања. Да, но ваквата позиција, доколку ВМРО ДПМН остане на ваквите цврсти позиции и непопустливост по однос на овие прашања, се доведува во опасност да не биде партијата која што ќе ја формира идната влада. Ние гледаме во изминатите 10 години дека буквално во секоја, макар и најмала политичка криза и недоразбирање помеѓу владините партнери ДУИ и ВМРО ДПМН, секогаш мирот се воспоставувал по принцип на задоволување на некои од етничките барања кои што во тој момент представниците на албанското етничко гласачко тело во собранието ги поставувале на маса. Така било со воведувањето на гласање по Бадентер за законите, зборам само од 2006 до сега. Пензиите за борците на ОНА, двојазичност во општините каде што има на 20% албанско население, амнестија на хашките случаи, признавање на Косово, тоа се прашања кои што ДУИ ги поставувал во изминатите 10 години како услов за останување во владата. И да не зборуваме од 2001 година дека сето тоа функционира единствено на тој принцип. Која ќе биде цената сега со оглед на тоа што и СДСМ во предизборната кампања веќе ги постави барањата на албанските партии како дел од својата програма? Па таму веројатно сега понудата е многу подобра, бидејќи малтене за ова раководство на Социјалдемократскиот сојуз интересите на Република Македонија не се ни во заден план, а не во преден. Видете, Социјалдемократскиот сојуз е микстура на реликтите од минатото и на сегашноста. Но ниедно раководство со достоинство досега не отиде толку далеко. Врвот на безобразието и злото беше 2004-та, се сеќавате, со законот за територијална распределба на Република Македонија. Тоа беше, ми се чини, врвот кој што сите мислевме дека не може да се надмине. Ова сега што го направи господинот Зоран Заев, иако се обидувам да најдам оправдувања, бидејќи секогаш симпатиите одат на страна на опозицијата, секогаш тие се тие кои што може да понудат нешто ново, секогаш сум ги земала тие параметри во предвид. Е дека тој всушност западна во одредени кругови од кои што не може да излезе. Далеку од тоа дека тој не е свесен што направи. Мислам дека тука е јасна работата. Но исто така е јасно дека кога станува збор за сопствената кожа, некои интереси не се спремни сите да се жртвуваат себе си во интерес на повисоки цели. Тоа е работа на една многу подлабока психолошка анализа која отвара опасност доколку не се случи во некоја варијанта да се формира влада од страна на ВМРО ДПМН, тогаш Господ нека ни е на помош. Бидејќи станува збор за лидер кој што говореше дека ќе брка од работа. Еве ги поранешните функционери што беа од СДСМ потврдуваат дека ќе има чистки во администрација, ќе има кој неколку луѓе затварање, притварање, ќе има реваншизам. Значи тоа се реални работи кои што ќе ги направат. Ние исто така, малце повозрастните, помниме 2002 до 2006 како живеа македонските граѓани. Видовме што се случи со многу луѓе, видовме како се затворија многу фамилии, видовме многу политички фигури како ги скршија своите кичми и се повлекоа. Значи тој систем на реваншизам кој ќе се пушти по сите нивоа е ужасен и премногу страшен. И оттаму, доколку не се формира коалиција предводена од ВМРО ДПМН како владеачка коалиција и доколку не му биде даден мандатот на Никола Груевски, за мене ова е најмалку посакуваната опција со опозицијата. Јас предпоставувам дека во овој случај ќе се прават напори да се направи или известна широка коалиција, каде што ќе влезат повторно сите, или некаква експертска влада, која повторно ќе биде со краток рок на трајање и ќе треба да доведе до нови предвремени парламентарни избори, што дополнително ќе го троши внатрешното македонско политичко ткиво и понатаму ќе ги држи работите во стагнација. Видовте дека според изборниот законник не може да се вработува, не може да се потпишуваат налози, не може многу работи да се прават, тоа се повторно месец до два повторно некои да речам статус-кво состојби кои се одразуваат на реалниот живот на македонските граѓани. Сето тоа ќе ја зголемува тензијата и нервозата. Дополнителни фактори се постојаното креирање на страв, на тензија, на постојано шушкање позади грб, кое што создава исто така огромен притисок кај граѓаните. И сето тоа, не дај Боже,
може да се прелее во огромно граѓанско незадоволство. Видовме, например, дека и СЈО и сите активности кои што тие ги превзема, за кои јас тврдам и навистина се прашувам како е возможно се уште овој состав на Уставен суд на суди да има одоблеси да седат таму. Значи, мислам дека треба сите дојден оставка да си дадат и да се извинат на македонската јавност. Бидејќи првото прашање што требаше да биде поставено на седница на Уставен суд требаше да биде уставноста на специјалното јавно обвинителство, кое што е неуставен институт. Повторно политиката покажа дека е подоминантна од правото, а се лутиме кога Европа ќе ни каже дека кај нас не владее правната држава. Ако имаме селективна правда, ако дозволуваме политичките калкулации да мерат дали некој со 100 украдени кебапчиња ќе лежи 2 години затвор, а некој со милиони криминал ќе се шета по улици и ќе дели совети, тоа е веќе селективна правда и говори лошо за македонскиот институционален инженеринг, кој што дефинитивно мора да се врати на вистинскиот пат. Тоа е оној процес на кој што треба да се работи. И по мене ми се чини дека доколку работите не се решат, ова малигно ткиво само ќе продолжи да се шири и ќе контаминира и на крај ќе ги зафати сите, а ние сме, да речам, шака народ, шака граѓани. Во принцип многу лесно може да се решат работите доколку постои интерес, но исто така може да се искомплицираат уште повеќе доколку се навлезе во некои небулози за кои што видовме дека може да бидат бескрајни. Како и глупоста и овие македонски небулози внатрешни немаат крај. Ќе се вратиме уште еднаш на специјалното јавно обвинителство. Околу коалицирањето уште едно прашање ќе значи ли невлегувањето на ДУИ во коалиција со ВМРО ДПМН е напуштање на така наречениот мајски договор од 2007 година, кога на барање на ДУИ неформално се воспостави традицијата да се формира влада помеѓу победничките партии од двата блока. Тогаш, еве ќе се потсетам на една изјава на Али Ахмети од февруари 2007, каде вели: ние бараме владата да се гласа според принципот на Бадинтер, што е еден нужен закон, за да можат албанците утре да имаат мотив да излезат на гласање. Така луѓето ќе бидат сигурни дека нивниот глас се обезбедува со закон или со спогодба која што може да се постигне меѓу политичките представници и нема да се троши енергија да се убедуваат зошто треба да се гласа за ДУИ или за ДП. Ако тоа тогаш беше инсистирање на партиите од албанскиот блок, подоцна и Тачи се согласи дека прифаќа со меѓусебна спогодба на албанските партии во иднина победникот од албанскиот блок да биде оној кој влегува во владата и практично се оневозможува на македонскиот партнер да избира со кого ќе влезе во коалиција, сега имаме една обратна ситуација. Ќе значи ли ставањето на страна на ВМРО ДПМН во ситуацијава дека во иднина ние немаме повеќе таква традиција и практично тоа ќе оди во иднина на штета на Демократската унија за интеграција? Тоа е политички договор. И како и секој политички договор може да биде променет со новонастанатите околности. Јас сум многу разочарана во поглед на зрелоста на политичките елити во Македонија. И верувам дека не постои граѓанин кој што не го чувствува истото. Знаете од кој аспект? Јас и 2008-та бев против коалицијата на ВМРО ДПМН со ДУИ. Затоа што истото ВМРО ДПМН најмногу настрада од представниците на Демократската унија за интеграција. И таа коалиција никогаш не била природна. Нашата природна, значи како ВМРО, значи македонска коалиција беше ДПА. ДПА со сите своји предзнаци представуваше десно ориентирана опција. И како таква постоја одредени прашања каде што се знаеше каде да се застане. Во оваа ситуација, кога Демократската унија за интеграција фатена за гуша, видете, например, ниедна албанска политичка партија не функционира без амен на диаспората. А те имаат исклучително мокна диаспора. Значи само во американското општество ми се чини дека е најдоминантна глоби група во позадина и во Сенатот и во Конгресот на САД. Се работи за милиарди долари кои што се даваат за албанската кауза. Во таква ситуација, ако има одредени потреби да се менува нешто или да се постапи некако, тогаш апсолутно тоа и се прави. Тука локалните политички лидери немаат многу голем простор за действување. Ако им дадат налог да не влегуваат, нема да влегуваат. Ако им дадат зелено светло, ќе влезат. Се зависи од тоа дали е постигнато нешто од целите кои што тие фактори сакале да биде постигнато или не.
да најдете аргументи, секако дека ќе најдете, и пред малку говоревме. Имаме проблеми и во судството, и во администрацијата, и други прашања кои што дефинитивно треба да се стават под мониторинг и да почне се работи на конструктивно решавање на истите и на подигнување на нормалните стандарди со кои што треба да се вреднуваат, значи сите чинители во општеството. Но тоа не беше проблем се до избивањето на политичката криза. Сега како аргументација може да биде употребувано и злоупотребувано, но во суштина стана актуелно бидејќи тоа е нешто вака видливо за кое што навистина кога изложите пред било кого ќе ви каже да, стварно судии не се за наклоци да ги избркате. Уставен суд не знам зашто постои. И така натаму, малку да се и насмееме, малку во иронична смисла говорам, но секако сето тоа има ефект. А граѓаните не се во големата политичка игра, таа креираат други центри кои што имаат веќе пресметани математички формули, дали е нешто така или вака или онака и сето тоа. Не знам што се може да испадне од целата таа приказна, но треба да се биде се уште внимателен. Ништо не се знае во моментот. Ова е победа на ВМРО-ДПМН и тие навистина си докажа, тука можеме да им честитаме, да им кажеме едно големо браво, што сепак не дозволија да потонат во негативната кампања, во непринципиелни коалиции, да влезат во некоја понуда која што сериозно ќе нагризеше, бидејќи тие може, ако сакаат да спасуваат гола кожа, да прават такви работи. Тие се одлучија да продолжат конзистентно со програма, со понуда, со позитивна една, да кажам, акција, која што доведе сепак да останат се уште на врвот. Но овој пат и со еден огромен услов дека ќе мора и внатре нешто да направат и да сменат ако сакаат да траат и ако сакаат да обстојат. Зашто инаку, ако ја препуштите целата работа на грбот на Никола Груевски како лидер на владеачката коалиција, и ако очекувате дека еден човек се ќе визнесе на кичма, тогаш не само што ќе го оптеретите и ќе го скршите човекот, туку и нема да постигнете ништо, бидејќи нема да бидете дел реално од процесот. Тука треба една поголема, да кажам, позитивна афирмација, повеќе позитивни ефекти од повеќе сочинители, и мислам дека доколку и се извлечеме од цела оваа состојба и успееме да дојдеме до извршна власт, ќе биде добро во наредниот период покрај санирањето на штетите да дојде и до едно големо помирување, вистинско братско помирување, една глобална аболиција на сите вклучени мали, големи играчи, битни, небитни, секакви, и да се продолжи понатаму. Да престане крвопролевањето, бидејќи ако продолжиме да одиме на силен газ, ако продолжиме да понатаму да се јогуниме едни со други, на крајот многу лесно ќе можеме да бидеме совладени. Ајде само уште за крај, специјалното јавно обвинителство како еден од условите за разрешница на политичката криза, дуи веќе го стави на маса продолжувањето на мандатот на СЈО. Постојат одредени најави дека веќе во следниот период ќе има нови акции и активности против врвот на ВМРО-ДПМН во пресрет на формирањето на оваа влада. Како фактор ќе биде тоа во политиката во 2017? Очекувате ли да добие продолжување на мандатот? Доколку се случи тоа, еве ви уште една причина за сериозна политичка криза. Зошто го мислам тоа? Пред се затоа што специјалното јавно обвинителство селективно се однесува и е создадено всушност да ја земе главата на Никола Груевски. Вака најсимволично народски кажано. Значи, тие не бираат средства и начини како тоа ќе го направат. Начинот на кој што настапува во целиот изминат период, активностите со кои што се зафаќа, дури практично прекршувањето на презумпцијата на невиност, бидејќи оставаа впечаток малтене дека готово веќе бесилката е наместена и само треба криминалците да се изнесат да се наредат пред истата, говори за тоа дека тоа е еден монструм институционален кој доколку продолжи да функционира, ќе направи уште поголема белја. Јас се надевам, доколку се креира владата, доколку имаме една брзо извршна власт, дека ќе се случи една голема чистка во основното јавно обвинителство, дека ќе се избркаат некои партиски некомпетентни кадри, дека ќе се направи една селекција и ќе се изберат на јавен конкурс објективно најдобри јавни обвинители, кои ќе бидат слободни да влезат во одредени прашања и да испитат дали има сериозно индиции за извршени криминални дејствија или злоупотреба на власт. А таму кај што има, нека си бидат судени и нека си биде све процесирано по нормален пат. Но се додека
не се расчистат работите во реалните институции на системот, како што е основното јавно обвинителство или како што се судовите во Република Македонија, СЈО ќе биде само генератор на дополнителни кризи, на дополнителни уцени, на дополнителни тензии, кои што ќе представуваат, значи, во преден план една циркуска представа за која што ќе се одвиваат други сценарија со уцени, со закани, со убедување, Господ знае уште со што. Се надевам дека тоа нема да се случи, се надевам дека политичкиот договор кој што беше направен за да се формира оваа пара институција истекува наскоро за месец-два, до март чинам, ако не се лажам, и дека до тогаш и потоа, нели, ќе си се вратат работите во институциите на системот, но пак ќе кажам, и со сета, нели, надеж дека победникот ќе ја формира владата и дека ќе имаме, значи, се ќе дојде во најдобар ред, ќе се решат работите, ќе мора да се работи на расчистување слој по слој во македонското општество во многу битни сегменти, каде што се зафатени многу прашања кои во изминатиот период, можеби работејќи на глобалните проекти или можеби сакајќи и Груевски и ВМРО ДПМН да покажат дека треба многу работи да се покренат во внатрешниот македонски општествено-политички поредок и секако економски развиток, не забележаат дека се протнаа некои работи кои ако не почнат да се санираат и да се решаваат на еден по-професионален и по-соодветен начин, на крајот ќе бидат, нели, контрапродуктивни и во целиот процес на овие глобални позитивни трендови. Верувам дека сето тоа ќе допре до нив и дека ќе има некаков исход кој што ќе биде позитивен и да се надеваме дека и годината што доаѓа ќе биде подобра од оваа што заминува. Иванка Додовска, ви благодарам за гостувањето во Пулт на Радио Слободна Македонија. Ми беше чест и задоволство, ви благодарам и на вас. Почитувани слушатели, со професорката Иванка Додовска направивме ретроспектива на најважните политички случувања во 2016 и една слика, предвидување за она што не очекува во годината која започнува. Ви благодарам што бевте на брановите на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Пријатно. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.